Арсовска зависна бугарска државност. Поминаа 3 месеци од најавата на Данела Арсовска дека соодветно ќе возврати на наводите од СДСМ дека е бугарска државјанка. Обвинувањата за мене и за моето семејство за наводно бугарско државјанство се чиста лага. Веруете ми, јас за од прва до последна работа во законски одредениот рок ќе си поднесам тужби и за истото има да се одговараат на еден и на друг начин. Подсетување доби неодамна во телевизиско интервју. Докаде е тужбата против СДСМ во врска со информациите кои излега во текот на кампањата дека имате и бугарско државјанство? Дел од постапките се покренати. За дел од постапките сега во овој момент се собираат информациите и тимот работи. И јас верувам дека ќе си имаме една така убава завршница на сите овие постапки. И верувам дека треба да има неколку тужби? Повеќе, да. Но никој во СДСМ не добил тужба за пресконференциите од кампањата за локалните избори. Нема пристигнато никаква тужба. По тој основ не го спориме двојното државјанство, тоа е законско право. Секако, туку неискрениот пристап кој што Данела Арсовска го имаше постојано во текот на кампањата пред локалните избори. Ако досега не се тужени, нема да бидат ни во иднина, зашто законскиот рок помина. Рокот за поднесување тужба за утврдување одговорност и надомесна штета од навреда и клевета е уреден со член 20 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета и тој изнесува 3 месеци од денот кога тужителот дознал или требало да дознае за навредливата или клеветничката изјава и за идентитетот на лицето која ја предизвикало таа штета. За само 82 дена покажавме дека со многу труд и Откако 2 недели не добивме писмен одговор од град Скопје на прашањата дали и кого ќе тужи Арсовска за тврдењата дека е државјанка на Бугарија, отидовме на јавен настан за да побараме одговор лично од неа. Зошто не ги тужете СДСМ за наводите дека имате бугарско државјанство? Тоа беше силна кампања. За се ќе си има постапки, за се ќе се докаже. А знаете дека ви измина рокот за поднесување тужба? Не се грижете, за се си има постапки, превземени се, дел од нив избегнуваат прием на документите, не се грижете. Јас реков дека правдата ќе биде ќе си пристигне и дека ќе си биде реализирано сето она да си имаат одговорност за сите невистини кои што ги искажа и кои што континуирано ги истакнуваат. Кого тужите бидејќи велат не добиле тужба? Да не го разикуваме денеска ден. Да се има двојно државјанство не е никаков грев, туку законска можност. Секој граѓанин на Република Северна Македонија има право паралелно да е државјанин и на друга држава. Но екзодусот од земјава кон Европа преку Бугарија ја направи историска темата за бугарските државјанства и пасоши, а партиите не еднаш досега се обвинуваат дека луѓе на функции во Македонија имаат резервна татковина токму во соседството. Во екот на кампањата пред вториот круг од локалните избори, владеачкиот СДСМ изнесе информации и презентираше факсимили од документи дека претендентката за градоначалничката позиција во главниот град има и второ државјанство. Во удостоверение од Бугарското Министерство за правда јасно се наведува дека вице-председателот на Бугарија со указ од 2011 година и дал на Арсовска бугарско државјанство. Случајот не остана на една пресконференција. Денеска пред јавноста објавуваме уште еден документ. Ова, почитувани граѓани, е личната карта на Арсовска, издадена од бугарските власти. Како што се приближуваше крајот на изборната кампања, реториката се заоструваше. Арсовска е зависна од други држави за мотиви за кои таа самата лично треба да ви ги соопшти граѓаните. И се редеа обвинувања. Ако Арсовска се крие и лаже за вакви работи, зашто се друго лаже? Не изостана реакција ниту од незиниот опонент, а се вклучи и тогашниот премиер. Јас не навлегувам во тоа кој какво национално чувство има и какво државјанство има. И каква лична карта. Тука големиот проблем е што Арсовска лаже. Тврдите дека таја е државјанин и на Бугарија. Тврдам и јас верувам дека целата аргументација ќе излезе на површина. Политички е проблемот или морален? Политички, етички, морален, нечесен, како да кажем. Арсовска тврдеше дека цел живот се вика Данела и дека СДСМ прикажале нејзина фотографија од училиштен алманах, каде е сгрешено името и е напишана Даниела.
треба да се срамат од тоа што го прават и јас веќе пуштив една тужба и се останато исто така, меѓутоа сега овој пат нема да биде без надомест. Сега тужбата ќе оди со надомест и има сите средства кои што ќе ги земам од сите овие безумни лаги од овие изминати неколку дена да ги донирам. Наспроти изминатиот законски рок, Арсовска може да реши да тужи, но Доколку тој што ќе биде евентуално тужениот докаже дека тужителот знаел кога е навреден и наклеветен и од кого, а не го испочитувал тој рок од 3 месеци, тогаш таквата тужба сметам дека треба да се одбие како задоцнета, како застарена. факт е дека ако се направи електронски увид во базата на документи на бугарското МВР, и денес се добива информација дека конкретната лична карта што ја објави СДСМ е валидна. Лице со име Даниела Арсовска, со матичен број од таа лична карта, фигурираше на списокот на гласачи за последните избори во Бугарија. Темата стана популарна и во соседството, па софискиот весник Труд објави текст за случајот со наслов "Бугарка е вербално линчувана во Скопје". Ова беше една од темите на средбата на бугарите од земјава со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов. Вчера прочетох, че една от кандидатите за втория тур за Скопие за кметица имала български паспорт. Имала български паспорт. За това ли? Да, че едва ли не ВМРО призовали да се бойкотира. Да се бойкотира, защото имала резервна родина. Добре, няма значение. Как ви тук имаме български мюсюлмани, министри, кметове, областни управители, депутати, съветници. Тоа што не тужи за случајот со бугарското државјанство, не значи дека Арсовска решила да го сврти другиот образ и да не се занимава со опонентите. Напротив, во СДСМ добиле една тужба од неа, но на друга тема од предизборието. Единствена тужба која што ја примила е пратеникот Дарко Каевски, кој исто така пред локалните избори одржа пресконференција во која што ја информира јавноста со точни информации кои го потврдуваат лошото менаџирање на Данела Арсовска со салата расадник во кисела вода, но она што е интересно во оваа тужба, да е така апсурдна што Данела Арсовска не го проблематизира делот за делото за кое што обвинува или за делото кое што ја информираше јавноста СДСМ, односно пратеникот Дарко Каевски, туку се задржува на моментот каде Дарко Каевски кажува дека таа е кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Граѓаните кои ги бираат и уриваат функционерите изгубија шанса преку судска постапка да ја дознаат вистината за најжешката тема од кампањата за локалните избори. Кој лажел, а кој ја зборувал вистината.